Денеска присуствувавме, барем ние што имавме можност да го гледаме тоа и преку малите екрани и така натаму, на една, би рекол, исклучително пријатна атмосфера со еден, да кажем, филмски амбиент, во една прекрасна природа, не послужи и времето, не врнеше. Со луѓе кои што беа видно расположени, со луѓе кои што вака се добиваше впечаток дека се свесни дека се создава некаква историја таму, во присуство практично на сите клучни елементи на меѓународната заедница. Јас знам дека вие бевте едно од најнасмеаните таму, некои од колегите тоа го констатира и така. Сепак, мислам, предлогот да се случи сето тоа преспа дојде од колегите од Грција? Една од иницијативите која што вака беше дадена веднаш после постигнувањето согласност беше да се организира сето ова во Преспа. И јас мислам дека ако бевме песимисти и по прашањето на организација, најверојатно ќе кажевме не. Затоа што сите сигнали покажуваат дека можено е да биде комплицирано и не особено пријатно. Сите временски прогнози велеа дека ќе врне и дури дека ќе има невреме и во Скопје и на југот на Македонија. Ние досега како држава не сме имале прилика да организираме нешто од овој тип во Преспанскиот регион. Значи, ниту постои логична инфраструктура, ниту имаме навики, ниту имаме систем кој многу брзо се прилагодува. Но знаете како велат, среќата ги прати храбрите. И мислам дека ова денеска покажа дека и времето знае да се прилагоди на добрата атмосфера. Природата во Преспа навистина не штедела. Иако ниту Македонија, ниту Грција, ниту Албанија не вложиле премногу, таа недопрена убавина, мислам дека даде печат на политички историскиот ден. Имавме луѓе кои што беа горди на својот успех, тоа се читаше на лицата на сите. Видовме луѓе кои сакаат нашите две држави да свртат една нова страница. Тоа беше видливо кај говорниците, кај премиерите, тоа беше видливо кај министрите. Верувајте ми, тоа беше многу видливо и во публиката. И исто така ги имавме и европските колеги кои просто не можеа да поверуваат дека навистина ова се случува. На Балканот секогаш најсигурна опција е да играш на картата на песимизам, дека нешто нема да успее, дека и тоа што ќе успеете да го направите ќе се растури. Меѓутоа, денеска и ние во Македонија и колегите во Грција покажаа дека нешто сме научиле од нашата историја. Пред да продолжиме за успешните аспекти на целиот настан, така дозволете ми една дигресија заради овие инциденти кои што сега се случуваат пред Собединјето. Вие сте меѓу другото и министер кој што се грижи за некои безбедносни аспекти во земјава. Значи, овој тип на дивјаштво, ако Преспа е недопрена убавина, оваа допрена убавина во центарот на Скопје и оваа една банда од константни неколку десетина ова така наречени навивачки групи и така натаму. Имаме ли ние некоја гаранција од државата дека барем сега кога една цивилизирана власт на власт во Македонија дека вакви битанги и вандали ќе ги дочека она што треба да ги дочека, инаку ќе влеземе во мислам во настани кои што може да добијат и непредвидливи некакви расплети, а туку што излеговме од тој вид на многу опасни настани. Наша обврска е да го гарантираме правото на протест, но наша обврска е и да гарантираме дека правото на протест ќе се одвива по сите демократски, уставни, законски правила и узанси. И тоа ќе го направиме. Погледнете што се случуваше, например, во Битола. Немаше таму насилство. Да. Но факт е дека некој користи одредени групи на луѓе за буквално сигурно насилство, ама на далечина од нив. Таквиот тип на однесување и од страна на поединците кои што го сториле насилството, особено овој напад врз медиумите или врз снимателите, е неприфатливо. Но неприфатливо е и влијанието на оние во позадина, кои што ги хушкаат и создаваат атмосфера во која насилството добива оправдување. Тоа го видовме во Србија, тоа го видовме и во Македонија на 27 април. Државата ќе стори се, оние кои што учествуваат, создаваат и поттикнуваат насилство, да ја носат одговорноста. Јас сакам овдека уште една реченица да додадам. Знаете што вечерашново насилство докажува? Докажува дека тие кујни кои се противат на нормална и европска Македонија се нервозни заради малите бројки. Пазете, ние сиве овие денови живееме под нивната психоза
дека чудо треба да се случи, дека народот е против, ама народот не е на улица. На улица се повторно платени луѓе кои, замислете, ги зимаат парите и зимаат сатисфакција во тоа што напаѓаат полиција. Еден од символите на ред и поредок во државата. Госпожо Шикринска, јас речиси сум подготвен да ги гарантирам дека не постои навивачка група на Балканот во која нема инфилтрација од полициски елементи. Може би е ова навистина редно време да престанеме со тоа, бидејќи тие хулигани, бидејќи тие не се спортски навивачи, тоа се хулигани, биле 100 пати употребени и злоупотребени за политички цели. Мислам дека е крајно време навистина да видиме една жестока реакција, особено кога се напаѓаат новинари кои на крајот на криштата само си ја вршат својата работа. Прво да не паѓаме во замката во која тие сакаат да паднеме. Не се сите навивачи, ниту членови на навивачки групи исти. Се разбира. Тие кои што играат за други екипи, а не за фудбалските или за кошаркарските екипи, тие се оние кои што живеат од хаос и живеат од насилство. И знаете како се согласувам дека најверојатно линковите и полициски, разузнавачки постоеле и дел од нив продолжуваат да постојат. Факт е дека ние имавме 10 години, како велеше поранешната министерка, ВМРО, МВР. И тие линкови кои што се создале со поединци во Министерството за внатрешни работи, чија што задача не била да ја чуваат Македонија, туку да си ги чуваат фотелите и привилегиите на неколкумина, тие линкови нема преку ноќ да престанат. Но се согласувам со вас, без разлика на тоа кој стои во позадина, државата мора да обезбеди безбедност и стабилност на своите граѓани. Не беше планот на оваа емисија да влеземе со овој вовед, бидејќи ова е нешто што се случува практично додека разговараме. Се надевам дека нема да ескалира, но сум сигурен дека на крајот на криштата ред ќе се воведе. Сепак, ајде да придеме на суштината на она што сега не очекува после вака успешен ден во политичка смисла, што се случи во Преспа и така натаму. Гледаме дека реакциите се апсолутно унисоно позитивни. Гледаме дека сите наши соседи, дури некои со малку постегнато уста, но сепак даваат голема поддршка на ова што се случува за Европската унија, за НАТО, па дури и за некои непланирани, да кажам, поддршки кои што стигнаа, пред се мислам на Русија. Се разбира, мислам дека и тоа се испорача. Гледам дека Турција молчи, Ердоган молчи, можеби и тоа една реакција која што е очекувана. Очекувавте ли да Ердоган да молчи на оваа тема? Земејќи ги предвид комплексните односи Турција-Грција, мислам дека во тој контекст би требало да го гледаме во тој контекст. Меѓутоа, неподелена е поддршката, неподелена е и дозата на изненадување. И неподелен е впечатокот дека ова нема да има само последици позитивни врз Македонија и врз Грција. Навистина го гледаат како некој тип на регионален пресврт, кој што им дава шанса на државите во Балканот да почнат да размислуваат малку пошироко, малку позрело, малку поодговорно. Беше неизвестно беше. До последен момент. И велам, многу од европските колеги, особено после искуства горки кои ги имаат на Балканот, имаат горки искуства со Кипар, каде што исто така учествуваше Грција, имаат горки искуства со спорот со името. Сите тие беа многу воздржани и сакаа да бидат изненадени повеќе отколку разочарани. Позитивно. Но факт е дека не само ако го анализираме нашиот регион, погледнете го светот, реално има недостиг на добри вести. Печаток е дека оваа, да кажем, успешна епизода, особено постигната со една упорна дипломатија, како да беше едва и дочекана и во самиот Брисел, на сите нива, па и во НАТО и во Европската унија. Имам ли право за таква една диагноза на реакциите кои што стигнуваат од тој дел на меѓународната заедница? Европската унија и НАТО беа, да кажем, позитивни веднаш по политичките промени во Македонија. Да бидеме честни, сите сметаа дека државата мора да почне со рестарт. Меѓутоа, колку беа позитивни за промената, толку беа воздржани во проценките. Јас се сеќавам на првиот состанок кој што го имавме заедно со министерот Димитров, со амбасадорите на земјите членки на НАТО. Од секој добивме ред честитки и ред црвени сигнали. Внимавајте на ова, внимавајте на избори, внимавајте на СЈО, внимавајте на диалог со опозицијата. И буквално беа потребни најмалку 6-7 месеци
за да од секој од нив добиеме шанса да не разгледуваат како држава која се менува од внатре. Значи, дури со посетата на генералниот секретар Столтенберг беше видливо дека Македонија повторно се вратила на маса, што не значи дека ќе има одлука за нејзе. Меѓутоа, добивме шанса повторно да не разгледаат и призна во делот на избори, во делот на медиуми, во делот на владење на право. Имате буквално политички пресврт. И сето она што се случуваше и на план на демократски, и на план дури на одбрамбени реформи, за нив беше големо изненадување. Но сите ја има онаа воздржаност заради проблемот со името. Велеа вака, се ова одлично, но уште од 2008 знаете дека ние имаме став. Без решавање на ова прашање, тешко ќе ни биде да одиме чекор понапред. И ова беше, да кажам, шокот позитивниот шок во системот, кој ги разбуди и мислам дека и даде на Македонија шанса да направи притисок врз Европската унија и НАТО, а не обратно. Тешко да донесе што било поинаку. Добро, ова е една многу важна, исклучително важна фаза во целиот спор разрешувањето кој е помината. Сепак престојат уште неколку деликатни фази, нивоа кои што ќе треба да се поминат. Како планирате тоа да го направите? Знаеме дека владата утре ќе го помине ова на владина седница и ќе го испрати за ратификација во парламентот веројатно веќе во вторник. Што од тука натаму да не ви го раскажувам јас дневниот ред? Ние кажавме како влада дека нема да губиме ниту еден ден и буквално така функционираме. Денеска е договорот потпишан, утре владата ќе го донесе законот за ратификација на договорот и веднаш уште во текот на утрешниот ден ќе го испратиме во Собранието на Република Македонија. Очекуваме, без извршната власт да прави притисок врз законодавната, очекуваме Собранието во среда да ја почне дебатата, такви се најавите од Собранието. Пред се комисиска дебата? Во зависност од тоа каква ќе биде процедурата. Постојат процедури за ратификација на меѓународни договори, постојат и процедурите кои што се поитна постапка, ратификациите секогаш одат поитна постапка, но постои во овој момент и оној европски елемент и разговараме сега и во влада дали и како ќе го предложиме законот во Собранието, а понатаму Собранието одлучува која процедура ќе ја употреби. Антонио Милошевски, кој што е председател на Комисијата за надворешна политика на Собранието, не се покаже како многу конструктивен, да кажем, не само во опозицијска улога, туку и во улога на бивши министар за надворешни работи во текот на најделикатните моменти во последните неколку недели од преговорите. Сега тоа ќе дојде кај него на маса. Очекувате дека може да се стори нешто што потоа ќе прерасне во, како да кажем, компликации, како што веќе сме ги гледале. Значи, стотици амандмани, кавги, одложување на почеток на дебати, прекинувања и така натаму. Или мислите дека тоа сепак ќе... Во делот на ратификации, навистина ќе треба да го злоупотребуваат деловникот за да го попречат, бидејќи деловникот е многу јасен дека во текст на договор не може да се поднесуваат амандмани. Обично законите за ратификација на меѓународни договори имаат 2 или 3 члена. Знаете како 1000 амандмани на 2 или 3 члена, тоа не поминува дури ни во првата година од искуство парламентарно. Меѓутоа, мислам дека друго нешто е поважно. Дека не е само доволно да ги анализираме правничките или деловничките детали. Она што е битно е дека Собранието на Република Македонија сега во свој раце ја има одлуката за тоа дали Македонија ќе добие датум за преговори и дали ќе добие покана за членство во НАТО. И јас просто не можам да замислам дека било кој пратеник, избран од граѓаните на оваа држава, кои повеќе од 75% поддржуваат членство на Македонија во ЕУ и НАТО. Еден дел дури од тие кои не се за, од фрустрација не се за, затоа што паузата е предолга. Значи, како ќе излеземе пред граѓаните на државата и ќе речеме да, сега кога добивме нешто во 5 до 12, ја немаме време многу долго до состанокот на премиерите и на министрите за надворешни работи на ЕУ, немаме долго време дури ни до НАТО самитот. Од ова можем да разберам дека вашата коалиција, сите членови, па дури и пратениците на СДСМ и на листата ќе гласаат за. Јас сум убедена дека после дискусиите кои што ги водевме и внатре во коалицијата, дискусиите кои што ги водевме во СДСМ,
Дискусиите кои се водат и во јавноста, дека неподелен е впечатокот на сите оние кои добронамерно го читаат договорот и на сите оние кои сакаат државата да излезе од балканската кал, дека добиваме шанса која не смее да се испушти. И дека некој може да носи историска одговорност, не само со молчење или со блокирање, дури и со гласање против. Така што немам дилеми дека мнозинство од пратениците во собранието ќе застанат за ратификацијата. И ќе биде навистина страшно за некои пратеници ако одлучат да го продолжат старото грчко вето. Сега ние 10 години сме платиле цена за тоа што Грција ни ставила вето, сега Антонио Милошевски треба да стави вето на Македонија, или сега го користам неговото име како председател на една од комисиите. Не е лоша таа илустрација. Значи, едно вето не смееме да го замениме со домашно вето. Јас се извинувам, бидејќи ова програма во живо, од режијата ме информира дека во овој момент демонстрантите пред собранието ја турнале заштитната ограда и во моментов полицијата со заштитите штитови го брани законодавниот дом. Таму очигледно дека ќе ескалира ситуацијата. Јас немам информација колку демонстранти се во прашање. Кон полицијата се фрла со мали експлозиви и камења, а се палат и бакли. Нападнате снимателот и други новинари пред собранието. Очигледно дека некој е спремен да ескалира, но ќе видиме како ќе се. Јас не мислам дека треба емисијава да искористим за тој вид на... Веројатно им одговара на некој од овие што се таму да ситуацијата ескалира. Јас ќе ги повикам и оние кои што протестираат и се против договорот, што е легитимно право на граѓани во оваа држава, да не дозволат група на насилници со сосема друга агенда да го превземат бајракот. Денеска Мицковски изјави дека и по цена на својот живот нема да гласа за овој договор. Да ве прашам, бидејќи спаѓате во министрите кои се занимаваат и со безбедност, има некакви закани по животот на господинот Мицковски? Сте информирани за такво нешто? Па јас се сеќавам дека Мицковски пред неколку дена се обиде да прави спектакл од тоа дека него не му требало обезбедување, и дека народот го сакал. Во исто време слушам дека барал и добивал заштита дури од државата, така што не сум јас таа која што треба да ги дадам овие коментари, сепак одбраната е издвоена од овој други оддел на внатрешна безбедност. Меѓутоа, сакам да коментирам дека дури ваков тип на речник влијае на создавање на ваква клима. Значи, ние видовме што се случува кога насилството ќе ви стане доминантно во политиката. Никој не излезе поуспешен, ниту посреќен после таквите настани. Дел од луѓето се во затвор, дел од луѓето што ја носат одговорноста уште бегаат од правдата. Да, но знаете како, новото раководство на опозицијата не се дистанцираше од тие насилства. Тие се уште ги третираат како патриоти. Дури во говорите и и на митингот пред владата се говореше дека патриотите се во затвор, а криминалците се шетаат на слобода. Како ја толкувате? Тоа нелогично ми оди со барањето на заштита од полицијата. Како ја толкувате оваа, да кажам, ќе дојдеме и до Иванов, се разбира. Меѓутоа, некако како опозицијата да се става во еден агол од кој што самата тешко ќе излезе наспроти практично целиот свет. Во политичка смисла, што може тоа да произведе, освен можеби овој тип на насилство? Искрено речено, сум престанала да се грижам за доброто на опозицијата, бидејќи нивните активности во извесен период навистина излегоа од рамките на нормалното. Меѓутоа, убедена сум дека и внатре во ВМРО ДПМН има луѓе кои се свесни дека со ваквиот гест... Гледаме овие денови дека таму има одредени поделби, има одредени ниту прават добро за партијата, ниту себично рационално не постапуваат, но носат голема штета на државата. Вакви моменти не се многу во животот на една држава. И ако ги сгрешите тие моменти, ќе го носите баластот дека секогаш сте биле на погрешната страна. Ќе ви дадам сега еден пример. Денеска гледам и Мицковски сака да наликува на Мицотакис. И тој прогласува предавства, и тој вели дека ќе се бори со свиж животот, тврди дека договорот е штетен. И јас се сеќавам дека истата, дури по драматична терминологија користеше неговата партија 90-тите години кога ја подпишувавме времената спогодба. Тогаш уште подраматично беа обвинувани сите оние кои преговараа и ја поддржаа, дека со тоа ги напуштиле сите преговарачки позиции на Македонија.
Еве, мислам дека нема да бидам некоректна ако кажам еден дел од нашите разговори кога правевме координација со претседателот на државата и со опозицијата. Во тој момент, точно Мицковски, воглавно беше загрижен од сценариото во кое ако потпишеме нов договор со Грција, со тоа паѓа во вода привремената спогодба. И ние му коментиравме како е возможно партијата која градеше кариера на тоа дека времената спогодба е предавство, денеска да се колне, да се крсти и да се надева на спас од привремената спогодба. Тоа ви покажува колку е опасно кога ќе го сгрешите историскиот момент. Добре, и тоа што сте го сметале за грев, сега го прогласувате за спас. Јас морам да кажам дека 20 години се надам дека и господинот Мицковски ќе биде на вашето столче во некоја наредна прилика, неколку пати го баравме, но тој е презафатен, се разбира. Особено имајќи предвид ова што и Кодзија Зденовија го објави, особено имајќи предвид дека дури и ова има било на маса веќе со години наназад, особено имајќи предвид дека слушнавме и на во телефонските разговори што се разговара. Затоа ви прашувам, не е ли ова една, како да кажам, една самоизолација на опозицијата, затоа што гледате, мене ми се чини дека ова сепак до референдумот и на референдумот треба да се одигра во некаква колку толку можна коректна и конструктивна атмосфера во која што и опозицијата ќе го даде својот придонес, ако ништо друго кон некаква нормална демократска политичка атмосфера за одвивање на процесите. Влијанијата во ВМРО ДПМН се комплексни. И јас мислам дека новото раководство на ВМРО ДПМН има потешкоти да одлучи кој ќе им биде правецот и да ја најде силата да остане на правецот. И тие лавирања се видливи. Не само од различни поединци, туку и во разговорите кои што ги имаме и во собрание, со различни луѓе од пратеничката група, кои велат договорот е одличен. И сметаат приватно. И сметаат дека ќе биде стратешка грешка на ВМРО ДПМН, како што велите вие, да се самоизолира и да остане единствен во противењето кон договорот, ако не ги сметате тука неа демократија и можда златна зора. Колку мислите дека е влијателен бившиот премиер Груевски, кој што сега седи во едно друг тип на изолација и дали тој мислите дека влие врз однесувањето и на новото раководство? Дел од информациите кои што ги имаме е се дека тој го користи своето влијание секој пат кога смета дека ВМРО ДПМН може да стане поавтономна отколку што тој посакува. Го користи својот џокер. Не знам каков е, не знам во која форма е, но очигледно е дека влијанието продолжува. И тоа се виде дури и во промена на дел од реториката на новиот председател или раководството. Сум била председател на партија од почеток. Не е лесно, не велам дури и кога нема влијание, дури и Груевски да се тргне на страна, не е лесно да формулирате нова политика, да ја обедините партијата околу таа нова политика. Од тој дел јас ги разбирам дека тоа не се случува преку ноќ. Меѓутоа влијанието кое што го користи, џокерот кој што го користи Груевски има друга природа во позадина. Природата не е кој му е политичкиот став, туку кој му е политичкиот интерес. И единствената карта на која што Груевски многу очигледно игра е да направи притисок преку ВМРО ДПМН врз владата за да обезбеди некаков тип на амнестија. И ние, за жал или среќа на одредени луѓе, ние кажавме дека тоа не е опција која што ја размислуваме, ниту опција која мислиме дека е добра за Македонија. Сепак најголемиот џокер се вика Ѓорѓе Иванов. Со тој џокер како ќе се справите? Бидејќи тој има улога одредена во целиот процес на одвивањето на овој политички процес кој не очекува наредните месеци до референдумот па и по него. Ни стана јасно дека Иванов нема да ја помогне на својата земја. Прашањето кое што се постави пред нас и пред македонската јавност е колку ќе ја одмогне. Да се случуваше ова пред година или две, ќе речевме да, најверојатно Иванов ќе биде на погрешната страна, но сепак ќе се труди елементарно да си ги почитува своите обврски како председател. Видовме дека и тоа не е гарантирано. Нашиот устав е прецизен. Му дава моќ на председателот да одложи одредени одлуки, да ги даде на преиспитување, но не и да ги спречи. Иванов
преку ден се колне во уставот, попладне го крши уставот. Преку ден се колне во граѓаните, попладне ја крши нивната волја. Ќе му биде и нему многу тешко да објасни зошто не дава зелено светло за она што постојано го барал, а тоа е граѓаните да кажат во кој правец треба да оди државата. Фактот дека Македонија успеа прв пат во овој договор да ја вгради и можноста за референдум, без тоа да предизвика референдум од грчка страна, не ја коментираме доволно. А тоа беше едно од типичните, како да кажам, камења на сопнување во преговорите. Секој пат кога Македонија ќе кажеше ние сакаме да одиме на референдум по ова прашање, грците ќе кажа и ние ќе правиме тогаш референдум. Во Грција ваков референдум нема ни теоретски шанси да успее. Затоа инсистиравме да во овој дел биде асиметричен договорот. И практично ние добиваме шансата на референдум кој што им предходи на можните уставни измени. И сега Иванов кој цело време вели граѓаните се против, соочен со таа опција, граѓаните да одлучат, замислете тој тоа да го блокира. Значи, се можеме да замислиме кога Иванов во прашање. Ќе имаме и председателско вето на референдумот, не на договорот. Тој со тоа активно ќе се труди да практично не дојдат во ситуација граѓаните да одлучат за својата судбина. И мислам дека тоа политички ќе му биде многу тежок процес на образложение, но ќе работиме. Сте одлучили каков ќе биде референдумот? Дали ќе биде консултативен или задолжителен? Како што рековме, веднаш по ратификувањето на договорот и последните чекори ЕУ и НАТО, една од темите за која ќе сакаме да дискутираме и во собранието, и со опозицијата, и со сите партии, ќе бидат овие теми. Со цел, прво, граѓаните да знаат дека навистина нивната одлука ќе биде почитувана и тука нема можност за манипулација, за трик, за сигнал различен. И второ, да направиме се да тој референдум и целата таа процедура биде изведена согласно нашите уставни одредби. Јас ја замолам режијата, бидејќи сме во живо, доколку има нови информации за она што се случува пред собранието, да бидеме во тек, да ги соопштиме на нашите гледачи. Шекеринска, на 27 април беше последниот обид да се направи една драматична криза во Македонија, чија цел беше повторно отварање на преговори, повторно седнување на маса со нови, да кажам, дури можеби учесници во процесот и практично предоговарање, предефинирање на она што беше дефинирано во пржино, а потоа заверено со изборите и така натаму. Која е вашата проценка? Има ли Македонија можност да повторно, дури и пред да стигнеме до референдуми, да западне во некаква политичко-безбедносна криза која што ќе ги одложи овие прашања, а ќе наметне потребата за некакви нови формати на преговарања, дури пост-преспански, да кажем, во овакви нови услови, или мислите дека сепак оние кои тоа би го посекувале немаат капацитет за тоа, затоа што видовме дека тие имаат организацијска моќ, јас мислам дека тие се уште имаат капацитет за некои работи, пари имаат колку што сакаат, unlimited, мислам дека дури и некаква меѓународна поддршка можеби за тоа би се како да кажам мотивирала. Која е вашата проценка, па и како министар за одбрана? Каква е сегашната ситуација во Македонија за евентуална нова политичко-безбедносна криза? Такво сценарио им одговара на малкумина кои се моќни и богати. Тука се согласувам со вас. Но и во рациото и во емоциите на граѓаните на оваа држава, таа група на луѓе е препознаена за тоа што е. Група на криминалци кои беа фатени во криминал. И кои, бидејќи тонат, сакаат со себе да ја повлечат и оваа држава, за да можеби во заедничкото тонење направат нов пазар. Тоа е политичката оценка. Каква е безбедносната проценка? Безбедносната проценка, која што во принцип институциите си ја прават тековно, е дека веќе нивниот капацитет за дестабилизација не е оној кој што го има минатата година. Да, тие платија одреден број на луѓе, тие луѓе беа и надвор од системот, но целата таа структура платеничка, насилничка, беше охрабрена со тоа што институциите работеа за нив. Имаше ли и од Министерството кое вие раководите
Имаш ли нивоа, имаш ли поединци кои што учествуваа евентуално во тие, да кажем, комбинации во самото изведување на тие настани? Повеќе беа учесници отколку организатори, меѓутоа во принцип истрагата која што ја води обвинителството не е завршена. Информациите ќе ги добиеме тогаш кога таа ќе заврши и таа предпоставувам кога ќе земеме предвид кои се наводите и кои се информациите кои излегоа во јавност, таа навистина била монструозна. И не би ме изненадило таа да е многу поширока од тоа што мислиме. Имаше одреден број на припадници на армијата и Министерството за одбрана, некои беа пратени итно во странство за да бидат заштитени, некои самите си заминаа од Министерството, бидејќи видоа дека истрагата и до нив доаѓа, но главниот проблем беа, или главната сила доаѓаше од политичко-криминалните умови кои загосподарија со нашиот државен систем 10 години. А и денеска се уште се чувствуваат веројатно релативно безбедни, релативно комотни во центарот на Скопје. Има предпоставувам многумина кои живеат од тоа и да создадат впечаток дека се недопирливи. Знаете, јас се сеќавам во текот на преговорите во Пржино, кога не се знаеше дали ќе успееме, дали ќе има некаков исход, што ќе се случува со СЈО, што ќе се случува со предметите, со амнестијата. Една група, врхушката, не само во ВМРО ДПМН, државната врхушка, имаше потреба на сите да им го испрати сигналот топ не бие. И на тој начин ги обесхрабруваа луѓето. Тие практично самите создаваат таква слика. Гледам дека сакаат да продолжат да ја прават таа слика. Сега е само сега не е топ не бие, туку наскоро се враќаме, ако не слажам, тоа е сега. Знаете како на секои 3 месеци истата приказна е. Сега во јануари, сега во јуни, сега велат 100% во септември. Меѓутоа, погледнете кај беа пред 3 години и како нивната ароганција која се уште трае, како ги доведе до најниското дередже. И јас сум убедена дека тој тип на владење со ароганција и насилство секогаш на долг рок е осудено на неуспех. Требаше да издржиме 3 години. Не беше лесно да ги убедуваме луѓето дека нема пазар, дека не за секој треба да важи законот. Ама каде сме денеска? А каде бевме пред 3 години? Симнато ги од тој контекст прашањето за евентуално воредни избори пред Нова година. Дали тоа сте го расчистили, е се уште една од комбинациите кои може да се случат, имајќи ги предвид сите овие комплексни околности за кои разговараме? Она за што ние разговаравме и разговараме е евентуалната комбинација на референдум заедно со предвремени парламентарни избори, од кои видовме дека ВМРО ДПМН бега по секоја цена. Можевме да го гледаме нивниот митинг, кој што беше опозицијски митинг, со напад врз власта, ама кога требаше да се испорачат политичките барања, тие мораа да бараат избори, ама ако може следната година. Луѓето и во врвот на ВМРО ДПМН не се рационални, не се нерационални и тие знаат да соберат 2 со 2. Знаат дека на избори во септември ќе изгубат. И ние како партија, ако сме барем половина себични, како што овие 10 години беа себични ВМРО ДПМН, веќе ќе имавме донесена одлуката дека одиме и на избори. ВМРО ДПМН е изолиран, нема поддршка од различни структури во државата, нема поддршка од доминантниот дел од меѓународната заедница. Нас тоа би ни одговарало. Меѓутоа, не сакаме дополнително да ги продлабочуваме јазовите и затоа оставивме простор, доколку има коректност, доколку има однесување и од опозицијата и од сите други фактори, согласно духот на Уставот, согласно духот на законите, да одиме исклучиво на референдум. Меѓутоа, прашањето ќе се отвори. Прашањето е отворено се уште ако добро разбирам. Прашањето ќе се отвори и ќе треба во одреден момент во јули да се носи таа одлука. Не ви се чини дека без разлика на исходот на референдумот, а можеби особено со разлика на исходот на референдумот, дека ние не можеме да избегнеме избори веројатно идната пролет? Идната пролет имаме председателски избори и мислам на парламентарни време. Тоа едва го чекаме, туку ова друго. И се разбира дека и таа опција не е исклучена. Меѓутоа, факт е дека мора првото да биде прво. Премиерот ми се чини зборуваше на една од пресконференциите кој ефектот, јас дури и сега воздржано зборувам
за опцијата референдум предвремени избори. Дека знаете зошто? Политички би сакала, партиски, од аспект на државата, секој пат кога ќе почнете да анализирате можност за избори, тоа значи знак за многу луѓе да прикочат со одлуки за инвестирање, да прикочат со трошење, да прикочат со акција која што и треба на државата. Ние не можеме да бидеме држава која што постојано е во психоза на избори и во грч на одлуки. Сега имаме важна одлука и сега фокусот ни е на таа одлука. Понатаму, знаете како, кога ова прашање ќе се реши на многу по-рационален и многу по-релаксиран начин, ќе пристапиме кон нормалните политички предизвици. Во секоја нормална држава, ова е прашање кое што е интересно, предизвикува внимание, а не е прашање на живот и смрт. Нашата одлука да влеземе храбро во барањето на решение околу проблемот со Грција беше предизвикана од желбата еднаш за секогаш да ставиме крај на прашањата дали оваа држава ќе преживее, дали оваа држава ќе има иднина. Најголемиот дел од граѓаните во Македонија така ја гледаат оваа шанса за покана во НАТО и почеток на преговори со Европската унија како печат дека тие дилеми веќе нема да постојат. Да не заборавам една фуснота, би сакал да го чуем и тој одговор. Ви изненади ли поддршката од Москва? Бидејќи аналитичарите веројатно да ги прашавте ќе гласа за тоа дека би било најдобро Москва да остане воздржана. Ние добивме од таму пофалби и поддршка за договорот. Како вие тоа политички го оценувате, дури во контекст на ова што го разговараме за опозицијата, за Иванов и така натаму? За една влијателна земја на меѓународната сцена и членка на Советот за безбедност, навистина би било тешко да аргументира спротивен став од решавање на проблем кој не мачи 3 децении. И изјавите поранешни на Русија се во принцип континуитети на сегашната, дека очекува ова прашање да се реши. Се разбира и таму има фусноти дека очекуваат тоа решение да биде поддржано од страна на јавноста во двете држави и јас сум убедена дека тоа ќе се случи. Тоа повторно не води до господинот Иванов. Ги слушнавме политичките оценки, јасно ни е дека вие очекувате дека тој ќе се најде на висината на својата задача и така натаму и така натаму. Сепак Иванов неколку пати го прекрши уставот до сега во ситуации кои биле делумно повремено и драматични. Сега тоа може да се случи во една исклучително сензитивна и деликатна околност, а тоа е бидејќи е врзано со рокови, може реално да одложи некои веќе договорени и предвидени рокови кои што се наоѓаат во договорот. Како мислите со тоа да се носите и како мислите тоа да го прерипате како проблем? Предпазливи бевме и не бевме наивни. И не е случајно тоа што стои како чекори во текстот на договорот. И ако некој внимателно го чита, ќе види дека она што се очекува сега пред ЕУ и НАТО е ратификација од страна на парламентот. За да добиеме потоа поддршка. За да не се доведеме во ситуација практично да зависи од председателот кој што во еден момент се жали дека некој не сакал да има диалог со него кога ќе замине од државата, а во другиот момент попречува диалог во државата, каде што диалогот ни е уште попотребен отколку диалог со соседите. Мислам дека тоа повеќе беше знак на немоќ на председателот, заради тоа што на масата имаме добар договор. Ако, ставете се вие, нека се стави секој сега денеска што не гледа во ситуација, ако имате на маса лош предлог. И имате аргументи дека е лош предлогот. Груевски дури повика граѓаните да земат 20 на 30 минути да го прочитаат договорот. Ние тоа што го направивме, јас мислам дека добивме договор кој што е неочекувано подобар од тоа што можевме политички да го предвидиме. Но гледате, демонстрантите пред собрание го извикуваат името на Ѓорѓе Иванов. И тоа однесување очигледно дека има одредени, како да кажам, последици и конкретни. Никој не очекуваше дека договор ќе помине со аплаузи во Грција и во Македонија. Јасно е, компромис. Многу критичните, дури и насилни исто така реакции во Грција. Пазете, денеска еден дел од луѓето не можеа да стигнат во Преспа
како резултат на демонстрациите на грчка страна. Добро, значи, да бидеме реални, тоа се обвинувањата неколку стотици луѓе, Грција секогаш има капацитет да изглади многу повеќе. Сме гледали и агресивни, многу порадикални. Грција сепак една реална демократија во која има реални фашисти, има реални анархисти, има реални комунисти и така натаму. Кај нас идеологиите не се толку прецизирани, но интересот и парите се многу видливи. 2 дена поред пред собранието на Република Македонија беше дури жално да се гледа колку малку луѓе. И денеска ова е реакција на тоа што не можеме со бројка да го постигнеме со насилство. Меѓутоа, ако го анализирате договорот и ако се подсетите на се што беше кажано па и од Иванов во изминативе месеци и години, ќе видите дека тој имал причина зашто избега од новинарски прашања. Немаше аргументи. Јас се сеќавам целиот овој изминат период, стравот и нападот беше дека Грција ќе инсистира на слеано име. Не прифативме. Потоа нападот беше Грција ќе инсистира на непреведливо име. И тоа не прифативме. Стравот беше дека македонски јазик ќе стоел на македонски со транскрипција само на латиница. Не го прифативме. Стравот беше дека јазикот ќе биде пишан, ама постојано ќе се влечела некоја фуснота. И таа ја нема. Главниот страв кај македонците, сите наши стравови беа дали компромис околу името на државата ќе значи негација на нашиот идентитет, кој што па не е и општо прифатен. Факт е дека ние до овој момент секој од договорите кои што сме ги потпишувале по различни теми со ЕУ и сите тие ги потпишал Ѓорги Иванов, во ниту еден член не го има македонскиот јазик. Овој договор обезбедува од анонимност и непостоење македонскиот јазик да фигурира на сите јазици, Macedonian language, на сите европски јазици, да фигурира и никој да не може да го спори. Па зошто тоа не го гледаат? Што е проблемот? Проблемот е што не успевате добро да го објасните тоа или е негдека на друго место лежи проблемот? Бидејќи, гледайте, јас не верувам дека сите луѓе кои не се согласуваат со ова што денеска се случуваше, дека се тоа злобници или дека се тоа инструирани и така натаму. Луѓето се реално чувствителни, сензитивни се на целата работа. Не ми се чини дека треба да вложите повеќе во објаснувањето на сето тоа? Се согласувам. Се работи практично договорот е прецизиран во последниве неколку дена. Допрва нам ни требаат реални и дебати, и разговори, и објаснувања. Пазете, луѓето кои 10 години преговараа, денеска викаат, замислете, има компромис со името. Па зашто можевме да правиме компромис? Јас навистина мислам дека во тој дел компромисот е многу по-добар и по-корисен за државата отколку да правевме компромис со идентитетските прашања. А верувајте дека Иванов беше тргнат на тој пат. Јас се сеќавам на негови изјави пред неколку години каде што тој велеше нема да преговарам за идентитетот. Знаете тоа што значи? Тоа значи дека тој беше спремен да поддржи договор во кој ќе има одреден компромис околу името на државата и нема да има збор за јазикот, и нема да има збор за идентитетот, и нема да има збор за државјанството или националноста, како сакате. Тоа ќе беше лош договор за нас. И тој сега добива договор кој ги успокојува сите наши сериозни и релевантни и реални и оправдани грижи и затоа мора да избега од прашање. Затоа што нема што да каже. Но се согласувам со вас, треба да ги зборуваме овие работи. Дека добивме договор кој што, ако ги следите главните напади на Самарас, ми се чини на Мицотакис, вели вака, ниту еден премиер пред Ципрас не прифатил македонски идентитет. Тука е главниот напад во Грција. Ние сметавме дека на тоа прашање треба да го извлечеме максимумот. И максимумот е во договорот. И јас сум убедена дека голем дел од луѓето кои сосема оправдано, и мислите дека јас мислам дека е фер што Македонија 27 години треба да преговара за ова прашање? Не е фер. Ама животот не е фер, а меѓународната политика уште помалку е фер. Треба да знаете како од лоша ситуација да го извлечете максимумот. Знам дека е деликатно да ве прашам да коментирате дали евентуално би очекувале дека можеби ќе се искомпликува нешто на грчката страна. Бидејќи овој договор за да се спроведе мора и двете страни унисоно да си ги остварат обврските превземени со договорот. Мислите дека таму може да дојде до такви компликации за да целата оваа приказна на крај заврши без конечно решение?
Не очекувам проблеми во првиот чекор. Мислам дека владата во Грција ќе остане на ветеното и ќе ги испорача пораките до Европската Унија и до НАТО. Потоа, топката повторно доаѓа во нашиот двор и сметам дека е многу важно нашите процедури да бидат ефикасни, да не го одоговлекуваме процесот, заради тоа што грците одат следната година, следната пролет на избори. Имено. Ќе биде многу тешко и јас не очекувам дека постоечката влада ќе го прекрши тоа што го кажала. Затоа нам ни е битно процесот на домашни одлуки да заврши до крајот на оваа година, за да Грција може веќе на почетокот на 2019 да го ратификува договорот и да го ратификува нашиот НАТО договор за членство. Тие два договора се практично она што грчката страна мора да го испорача. Во Грција се можни промени во владата. Но тоа, знаете како при нератификуван договор може да е покомплицирано. Ако е ратификуван договорот, секоја грчка влада се разбира, мора да го почитува. Голем притисок доколку повторно направи проблем. Но знаете како, ние сме имале ситуација, една грчка влада ја прекрши привремената спогодба. Така е. Но секое прекршување од грчка страна ќе го фрли во вода овој договор. Тогаш и Македонија нема да ги почитува своите обврски, но тоа е сценарио кој мислам дека на никому не му одговара. Една од да кажем експликациите, нападите и така натаму дека Македонија не треба да го прави ова што го прави на ниво на овој компромиси и тоа дека влегувањето во НАТО ќе ја чини Македонија многу пари, дека тоа ќе не однесе на светските фронтови каде што е можно да војува НАТО и така натаму. Бидејќи сте министерка за одбрана, колку сме ние, во која позиција сме ние, да речеме дека сето ова ќе се одвива вака како што е замислено во договорите, како што претпоставам дека најголем број од граѓаните посакуваат да се одвива. Кои ќе бидат нашите, да кажам, митни и среднорочни облигации кон НАТО? Што ќе значи тоа како оптоварување за нас и дали ќе бидеме исправени пред непријатности кои што членувањето во една таква безбедносна структура може веднаш да ги подразбира? Мислам дека македонските граѓани се многу поинформирани и многу по-зрели, отколку што неколкумина луѓе или одредени структури посакуваат да се. Па лесно манипулираат и лесно изфрлаат дезинформации, но како што видовме во целиот свет, фейк ньюс не се за подценување и треба да се одговара на нив. Апсолутно. Една од тие дезинформации е дека прво дека Македонија ќе треба да му дава пари на НАТО. Да, што е лага пар екселанс. Да. Македонија превзема обврска да издвојува повеќе за својата одбрана. Меѓутоа, мислам дека е тоа јасно на сите македонски граѓани, дека ние како граѓани сме заинтересирани нашата војска да биде подобро платена, нашата војска да биде подобро опремена, нашата војска да биде помодерна и прилагодена на новите предизвици. Па пазете, зголемувањето на буџетот за одбрана, што не значи пари во Брисел дека ќе се праќаат, што значи? Дека нашите војници ќе имаат повисоки плати, дека нашите војници ќе имаат униформи, кои што сиве овие години не стигнавме како проблем да ги решаваме, сега го почнавме процесот на набавки, дека ќе работат и живеат во подобри услови и ќе имаат вооружување и опрема со која што ќе личат на современа европска армија. Обврските дури и за учество во мисии не се запишани и формализирани. Да, ние ќе бидеме поканети како земји членки да учествуваме во одредени мисии. Меѓутоа, еве дури и денеска или пред 5 години, Македонија има повеќе војници во Авганистан како не членка од некои членки на НАТО алијансата, што покажува дека вие суверенитетот за одлуки не го губите, но користите заеднички систем за одбрана. И седите на масата каде што се носат одлуките. Дури со поканата ќе се промени веќе системот. На повеќе од половина од состаноците и комитетите на кои се носат одлуки, по прв пат Македонија ќе може да биде на масата. Видовме колку ја чини оваа држава кога не е на маса, кога се носат одлуки за неа. Голем дел од промените кои ќе треба да се случат се добри за државата. Зарем ние не знаеме дека нашите разузнавачки структури треба да ги реформираме? Зарем не знаеме дека тие разузнавачки структури треба да ги изолираме од влијание на туѓи разузнавачки служби?
Сето тоа се работи кои оваа држава и надвор од НАТО да е, ќе треба да ги прави. Една од привилегиите да си има Министерката за одбрана како гостин во живо додека се случуваат овие настани е информацијата која што туку што ја добивме дека неколку десетина од демонстрантите, особено насилниците, се веќе во апсени приведени и дека таму на лице место е разбиена таа група, ќе видиме како ќе оди понатаму целата работа. Госпожо Шекеринска, јас знам дека сите ќе го осудиме ова и така натаму. Дел од овие луѓе што ги гледаме на камерата, не мислам на овие навивачи со кои стварно веќе ред еднаш да се расчисти во оваа држава, бидејќи се тоа млади луѓе кои што претпоставам дека не ни домислуваат за тоа што го прават. Но голем дел од тие луѓе се повозрасни граѓани кои што се таму веројатно загрижени за некакви идентитетски прашања кои мислат дека им се доведени во прашање и така натаму. Јас би сакал да завршиме со ваша една конечно образлагање околу идентитетскиот комплекс кој што се третира, па ако сакате и се разрешува со овој договор. Каков е вашиот став и кои се вашите приоди во таа смисла околу денеска подпишаниот договор? Ќе ми дозволите прво да изразам и мојата жестока осуда на вакво насилство, особено врз новинари. Не може да ја сакаш Македонија и да ја браниш на тој начин што ќе тепаш граѓани на државата. И професионалци кои што ги... Не може да ја сакаш Македонија и да им се закануваш на македонците. Тие работи не одат. Јас и понатаму мислам дека се тоа јасни луѓе кои што со години ги знаеме, некои од нив се и полујавни личности и се толерираат со Facebook закани, со телефонски закани, со гадости кои што ги шират низ целиот етер и така. Можеби е веќе време да навистина профункционираат одредени, знаете како, ние проживеавме 10 на 11 години под еден многу груб режим и знаеме како изгледа кога режимот штити такви насилници. Затоа и овој повик, особено кога се професионалци новинари во прашање, навистина крајно време е веќе да завршиме со таа приказна дека овдека кој како сака може да нападне новинар, снимател, репортер и да на него вежба некаква своја сваќање за демократија. И не само тоа, дека може да испраќа закани во етерот, а потоа кога некој ќе настрада да глуми невин. Така е. Погледнете што се случуваше за 27 април. Сите оние кои создаваа атмосферата, хушка, поведуваа во насилство, не бегаа од зборови со кои најавуваа насилство, денеска мислат дека виновни се само тие што ни ги кршеле главите. Така. Да, носат одговорност тие што го починиле насилството. Но оние кои создадоа атмосферата дека насилството е добредојдено и неопходно, и тие носат одговорноста и дека неказниво, тоа е веќе во континуитет повеќе години. Така што се согласувам со вас дека треба да ги издвоиме оние кои бизнис прават и од насилство, и од притисок, и од обвинувања, и одреден број на граѓани кои навистина во овој момент се кршат помеѓу впечатоците кои ги стекнале од долгата пропаганда, дека се што ќе се договори мора да е катастрофа и дека било каков компромис е откажување од своето, тие за нив се битни овие дебати или дебатите. Претпоставам дека и во вашата партија ги има, не само во опозиционата партија, и во пошироката непартиска јавност. Што е она што го носи овој договор во таа, во идентитетска смисла? Прочитав еден навистина многу добар текст од господја која што не ја познавам лично и која што зборува и за своето потекло. Родителите и се од Егејска Македонија, бегалци се и на темава зборуваше и рационално, меѓутоа и со многу емоции. И мислам дека ја погоди сршта и на спорот и сршта на договорот. И таа го цитираше Блаже Коневски, кога вели дека името е јазикот. Јазикот е домот. И дека практично македонскиот јазик и македонскиот идентитет се нашето име. Договорот ни ги дава работите кои што долго време ни беа оспорувани. Не дома, меѓутоа на многу приеми, на многу дискусии, во многу конференции, на меѓународен план, во официјалните меѓународни документи, во документ кој целиот свет го поддржа. Сега ни е признаен, потврден, афирмиран македонскиот јазик. Фактот дека, еве, јас сум македонка, вие сте македонец.
чувството на македонски идентитет, различен од идентитетот кој го имаат во Грција. Таа потврда на идентитетот, на она што ние го дефинираме како наше ДНК, на нашиот јазик, на нашите обележја, на нашите обичаи, тоа е најголемата придобивка на договорот. Договорот, ако не се случеше, ќе продолжеше праксата во која секој може да го проблематизира и да го доведе во прашање. Да, сите лингвисти ќе реферираат на конференцијата од 70 и не знам која. Меѓутоа, еден е научниот свет, а другиот е политичкиот свет. Ви велам, ние со исклучок на билатералните договори со земји каде што немаме никакви спорови, во најголемиот дел од сите овие меѓународни ЕУ договори, ние се мачевме да дефинираме официјалниот јазик на државата. Официјалниот јазик на бивша Југословенска република Македонија. Okay. Сега, овој договор што вели? Нема да стои официјалниот јазик на бивша Југословенска република Македонија, туку ќе стои македонски јазик. И мислам дека не смееме да дозволиме на оние кои поради интерес се противат на тоа Македонија да стане нормално место за живење и се подпомогнати од оние другите, од другата страна, во Грција, кои велат признавме македонски идентитет и дозволивме Македонија да биде во името, да не им дозволиме да се обединат и да уништат еден договор кој што им даде шанса на два нормални соседи да соработуваат на вистински начин. Госпожо Радмила Шекринска, мислам дека ова вистинскиот момент да го завршиме денешниот разговор со вистинските поенти. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте во живо речиси цел ден со програмата на 1 ТВ. За жал, малку имавме драматични моменти при завршувањето на ова отворено студио, но знаете како е, тоа е телевизијата, затоа ви ги носиме во вашите домови и сите пријатни, но за жал понекогаш и непријатни моменти кои што се случуваат во животот. Од името на телевизијата и на целиот тим кој што денеска ја водеше оваа програма, ве поздравувам и ви пожелувам да преспиете добро, да не се грижите. Мислам дека имаме една добра тема која ќе можеме и наредните денови, месеци и недели да разговараме. Мислам дека Македонија е на вистински пат и мислам дека сета оваа приказна на крај добро ќе заврши. Не заборавете, има нешто што е поважно во животот од политиката, тоа е самиот живот. На крајот на криштото ништо не почнува и не завршува со политиката. Ви благодарам уште еднаш и ви пожелувам добра ноќ.